Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни и неговиот викендов назначен подпредседателски кандидат Пол Рајан на кампањи во две клучни сојузни држави Флорида и Ајова. САД со најмногу медали на Олимпијадата во Лондон. Еве ги најновите вести. Мит Ромни денес е на кампања во Флорида, додека Пол Рајан е во Ајова. Обајцата викендот го минаа на митинзи во Северна Каролина и во сојузната држава на Пол Рајан, Висконсин. Обете држави се сметаат за клучни во трката за Белата куќа. Ромни се надева дека искуството на 42 годишниот Рајан во Конгресот, каде се залага за скратување на владините трошоци, ќе помогне за придобивање на поддршката на конзервативната база на Републиканската партија. Председателот Барак Обама пак го карактеризира Рајан како чесен и семеен човек, но ја критикуваше неговата буџетска политика, тврдејќи дека ќе биде на штета на средната класа и постарата популација. Грчката економија продолжува забрзано да се намалува. Официјална Атина денес соопшти дека обемот на економијата опаѓа 9-ти квартал поред и во периодот април-јуни паднала за 6,2% по претходниот за малку поголем пат на почетокот на годината. Минатата недела па грчката влада, која мака мачи со презадолженоста, соопшти дека невработеноста во земјата се искачила на ново рекордно ниво над 23%. Грчките економски проблеми негативно стана и предмет на кампањата за председателските избори во САД меѓу Ромни и Обама. Ромни на митинг викендов кажа дека САД без да преземат финансиски реформи би можеле да станат како Грција. Аеродромот Хитроу во Лондон денес меѓу најзафатените во светот, додека спортистите заминуваат од Олимпијадата. САД доминантни на игрите со вкупно 104 освоени медали, од кои 46 златни. Кина заврши втора со 87 медали, а потоа следат Русија и Британија. Еве неколку моменти од синокешното спектакуларно затворање на 30-тите поред летни олимписки игри. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун обелодени иницијатива за заштита на океаните. На конференција во Јужна Кореја, првиот човек на светската организација предупреди дека човековата активност представува закана за океаните и може да предизвика неповратни промени со несогледливи последици. Како проблеми ги наброи прекомерниот риболов, климатските промени, загадувањето, развојот на крайбрежјето и киселоста на водата. Проектот, според Бан Ки Мун, ќе помогне да се заштити и врати благосостојбата и потенцијалот на океаните за идните генерации. А од Холивуд, акционата драма Наследството на Борн беше најгледан филм викендов според бројот на продадени влезници со заработка од $40 милиони. На второто место заврши политичката комедија Кампања со Вил Фарел во главната улога, која инкасираше $27 милиони. Козметичката линија CoverGirl има ново заштитно лице, пеачката Pink. Оваа рок звезда и мајка вели дека од секогаш била љубител на козметиката. Pink со изборот влезе во рангот на останатите познати личности кои ги рекламираат производите на CoverGirl: Кристи Бринкли, Тайра Бенкс, Елен Дедженерес и Софија Вергара. Во приложение на Newsflash, кој и какво политичко портфолио има викендов назначениот подпредседателски кандидат на Мит Ромни, Пол Рајан. Згора на тоа што значи неговата кандидатура за председателските избори ноември годинава. Од следниот прилог. Конгресменот Пол Рајан од викендов е човекот број 2 на републиканското ливче за председателските избори. My dad died when I was young. He was a good and decent man. Татко ми почина кога бев млад. Беше добар човек. Велеше, сине, или си дел од проблемот, или си дел од решението. За жал, председателот Обама стана дел од проблемот, но Мит Ромни е решението. 42 годишниот Рајан во предизборната кампања внесува младешка свежина и силна поддршка од конзервативците за неговиот смел буџетски предлог како да се намалат владините трошоци. Но токму затоа Рајан може да очекува напади од демократите, дека тој план ќе наштети на сиромашните и постарите лица. Со изборот на Рајан, Ромни очекува наплив на ентузијазам пред Републиканската конвенција закажана за крајот на месецот во Флорида. Нудиме позитивен владин план што ќе донесе економски растеж, широк и споделен просперитет, што ќе го подобри животот на граѓаните.
Републиканското изборно ливче е познато, но не и дали изборот на Рајан ќе му помогне или наштети на Ромни, коментира аналитичарот Норман Онстин. But there's no evidence that people vote for Нема показатели дека луѓето гласаат за подпредседателскиот кандидат. Гласаат за председателскиот. Олимпијадата трае само неколку недели, но за некои спортисти на игрите во Лондон по неколку минутна болка, таа ќе остане во трајно сеќавање. Со себе понесоа траен сувенир за искуството од градот на Темза. Сина, жолта, црна, зелена и црвена. Боите на олимписките прстени наоѓаат свој траен дом на кожата на олимпијците во Лондон. Подсетник дека биле дел од еден од најголемите спортски настани во светот. Овие двајца пријатели се пливачи од Нов Зеланд. Стивен Кент не се квалификува за финалето во неговата дисциплина, штафетата 4 пати по 200 метри слободно, но за него самото учество на игрите е доволна причина да го тетовира олимпискиот символ на градите. Ми значи многу што бев на Олимпијадата. Сега има траен подсетник на тоа. Во чекалната на салонот за тетовирање, целиот пливачки тим на Австралија. Емили Сибом освои сребрен медал во трката 100 метри грбна. Сакам да покажам дека сум била на Олимпијадата. Големо постигнување за кое вложив голем труд. Собственикот на салонот Мо Каполета вели спортистите храбро издржале болната процедура. Едва се над старосната граница за тетовирање. За многумина таа им е прва. Стоички издржаа. Ако сакаш нешто многу, едноставно ќе издржиш. Утре во Newsflash премените жени треба да примат вакцина против грипот H1N1, сугерира најнова студија. Како тоа би се одразило на плодот? Не пропуштајте ја наредната емисија. Користа голема, а ризикот од ефекти при раѓањето непроменет, според авторите на истражувањето. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Исто така ве покануваме да станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледајте ни утре.